Добро вечер, ова е само вистина. Од инспекцијскиот оддел за големите даночни обврзници преку шарената револуција до челната позиција на управата за јавни приходи, една од најважните институции во државата, ако не и најважна, кога е во прашање приливот на средства во државната каса, од што зависи секако и финансиската стабилност на државата. Почитувани гледачи, во вечерашната само вистина, директорката на управата за јавни приходи Сања Лукаревска. Госпогица Лукаревска, добро вечер и благодариме што прифативте поканата. Добро вечер. Благодарам на поканата и поздрав до сите гледачи. Така, јас ќе почнам со она што е најново денеска. Граѓаните ја видоа она вест дека станува збор за исплата на плата на една личност, на една персона во јули месец. Износот на платата во нето е 210.000 евра. Што може да ни кажете повеќе за овој случај? Праксата досегашна во управата за јавни приходи била да одржиме една пресконференција на која што ќе информираме за највисоките остварени приходи на физичките лица во изминатата година. Нели до 15 март сите физички лица имаат обврска да поднесат годишна даночна пријава покрај платата и пензијата да ги прикажат и своите други приходи кои што ги остваруваат. И врз основа на тоа правиме во управата во моментов анализи да видиме кои ќе бидат првите 10 или првите 20 граѓани на Република Македонија кои што имаат остварено највисок приход во претходната 2016 година. Предпоставувам дека ќе не идеме и на нешто вакво за кое што денеска и јавноста беше запознаена и во наредниот период ќе излеземе и на пресконференција, ќе ги имаме податоците и прашањата ќе бидат тука одговорени. Добро, во веста што јас ја прочитав на порталот Кариера МК, стоеше дека и се знае компанијата. Сега не знам дали вие имате дозвола да ја објавите барем од која компанија доаѓа таа личност, затоа што знаеме информација дека во јули месец исто 10.357 луѓе работници не добиле плата. Иако таа плата била прекнижена, па сега некој да добива 210.000 евра, малку делува. Ке ни откриете ли нешто повеќе за овој случај или не? Па видете, она кое што значи презентирање на една состојба финансиска на одредено физичко лице, сепак согласно законот за даночна постапка, па ќе кажам, представува даночна тајна. Ние можеме и ќе информираме за профилот на тоа физичко лице во смисол на неговата професија, или дали работи во приватниот сектор, или дали работи, да речеме, во некоја градежна фирма, дали е банкар, дали е IT специјалист и така натаму. Ќе дадеме некакви конкретни податоци, меѓутоа сепак идентитетот нема да го откриеме. И со таа пресконференција и со овие податоци кои што ги кажувате и вие, очигледно е дека во државата има еден огромен гап меѓу оние луѓе кои што остваруваат многу високи приходи и многу сиромашни луѓе кои што едва врзуваат крај со крај, се иматели на социјална помош и така натаму. И ова е еден дел од таа приказна што би сакале да ја представиме во јавност. Еве за 2016 година, кои се тие топ 10 или топ 20 професии во Република Македонија преку кои оние што ги работат можат да заработат нормално на легитимен начин, на правичен начин, плата од милионски суми евра? Има ли такви професии или еве што вели, да речеме, списокот за 2016 година? Во администрацијата, во државната администрација е полесно. Платите се тие, бодовите се тие, тука наоколу сме сите. Меѓутоа во приватниот сектор постојат и менаџерски договори. Ние тука само имаме надзор на тоа колкава е сумата на еден менаџерски договор, кој што има некој газда на фирма, управител и така натаму. Тука не би можеле да се мешаме, затоа што постојат и сосем други критериуми. Меѓутоа, најчесто брокерите, собствениците на градежните фирми, како што кажав, IT менаџерите, односно IT инженерите и така натаму, сите тие спаѓаат по сите наши досегашни и претходни анализи кои што ги имаме правено во онаа група на луѓе кои што имаат остварено највисоки приходи во една година. Треба да се има во предвид дека приход кој што го стварува одредено физичко лице представува и капитална добивка. Исто така и тоа спаѓа во онаа годишна даночна пријава и таа потоа влегува во оној последен, да речам, филтер се до комплетната анализа. И така ќе ги извлечеме и тие 10-20 најбогати луѓе, да кажеме. Ова нека биде и на еден начин покана до младите да знаат на кои професии да се ориентираат, дека можеби нели во иднина ќе можат и милионски суми да заработуваат. Госпогица Лукаревска, што се случи со истрагата за ваши вработени инспектори на оние 37 фирми? Станува збор за фирми кои што не биле, нели, практично биле тргнати на страна
не е било нели дозволено за како се вика да им биде направено извршување, а станува збор за данок на добивка. Докаде е таа истрага, бидејќи тоа беше еден од, како да кажем, случаите со кои што се соочивте веднаш по доаѓањето на позицијата директор во УЈП? Значи, се води дисциплинска постапка во управата за јавни приходи. Меѓутоа, исто така и целата оваа постапка, целиот овој предмет е во јавното обвинителство. Таму ги имаме дадено сите оние документи, податоци кои што им се потребни, за да може да ја разрешат оваа криминална спрега, се со цел да може да бидеме и ние на некој начин, да кажем, информирани за тоа кој имал повластено место во општеството, а не смел да има. Затоа што пред законот мора да се сите исти. Ги имаме сите ажурирани податоци, ги следиме евиденциите, во неколку наврати, значи, разговараме и со поширок круг на вработени луѓе кои што во тој временски период работеле на одредени проблематики кои што значат и присилна наплата на тие даночни обврзници, кои што представувале сегмент од она кое што значи бенефит за одредени фирми во делот на пријавувањето и плаќањето на обврските за данокот на добивка. Станува збор за 37 фирми, државни и приватни, сите од Скопје. Дали има некој од медиумите меѓу овие фирми? Дали може барем тоа да ни го откриете? Не само што има, значи, реков, од сите сфери во овие 37 фирми. Тука мислите и на медиумската сфера? Да. Значи, има од сите сфери. Меѓутоа, од тие 37 фирми се остава простор да се откриваат уште многу други криминални работи кои што биле правени. Голем ли е криминалот? Може ли да се предпостави колкав бил криминалот? Во УЈП, еве барем во овој домен? Во овој домен јас и во неколку други наврати кога имав јавни настапи кажав дека конкретната сума за која што станува збор оштетувањето на буџетот, значи ние не можеме да ја имаме. Конкретно затоа што станува збор за контации во системот од месец на месец, сето тоа се менува. Меѓутоа, во конкретниот период, преку компјутерски систем, во делот и на IT сектор, значи се правеле анализи и сега сакаме да добиеме одредени конкретни податоци. Малку оди тешко. Јас знам дека и јавноста е нестрплива да разбере и да чуе што се правело, затоа што станува збор за една пандорина кутија. И таа пандорина кутија кога ќе се отвори, и покрај овој предмет да го решаваме, ќе решаваме уште други 100 предмети. И врз основа на тоа можам и да кажам и за и одредени други вработени покрај овие кои што се за кои што е поведена дисциплинска одговорност, ќе бидат дел од оваа лоша приказна. Навистина лоша приказна. Значи не се само тие два-тројца инспектори за кои што се зборуваше, ќе биде списокот. Не се тоа инспектори. Не се тоа инспектори. Кој профил е на луѓе во УЈП што се вклучени, да речеме, во тако незаконско работење? Тоа станува збор за вработени кои што имале пристап во данисот, односно во даночниот информациски систем на управата за јавни приходи. А тој систем нас не представува основна алатка со која што можеме да следиме дали даночните обврзници, дали биле правни лица, физички лица, редовно си ги подмируваат своите даночни обврски, дали имаат долг. Врз тој систем ние можеме и уверение да им дадеме на даночните обврзници да учествуваат на тендер или за други потреби кои што им се потребни. Меѓутоа, ако ги немаме точните податоци во системот и ако се менувало во системот претходно, знаете дека ќе биде голем проблем. И сега тоа ни е, да речем, начин на функционирање за да успееме да сузбиеме вакви постапки понатаму. Еве денеска премиерот излезе со една информација, предпоставувам сте ја чуле, за двајца кај кои утврдено незаконско работење дел од владата. Знаете ли вие за кои особи представници од имате ли некои подетални информации за тоа и дали е можеби некој кривично дело што нели го покрива делокругот на вашето работење? Немам податок и јас истото го разбрав од медиумите, меѓутоа како институција која што исто така има можност да води и потекло на имот на одредени на именуваните функционери или пак да ги видиме трансакциите кои што ги има одредено физичко лице, приходите кои што ги остварува, доколку има потреба, стоиме на располагање. Тоа се представници на власта, меѓутоа значи не знаете конкретно за кои луѓе станува збор. Исто така најавивте ревизија на работата на УЈП. Дали е таа почната и доколку располагате со некои информации, би било добро да ги споделиме со јавноста? Јас кога стапив на функцијата директор на управата за јавни приходи, во
тек беше веќе ревизија од страна на Државниот завод за ревизија. Извештајот го имавме, разговаравме буквално и на генерален колегиум, ги видовме кои се слабостите, кои се небулозите, кои се добрите работи, каде треба повеќе да се посветиме, каде треба да сузбиеме нешто и така натаму. И сето тоа го правиме во овој временски период. Се состануваме со службите, разговараме, за да не ни се повторат истите тие грешки во следниот извештај. Меѓутоа, единицата за внатрешна ревизија, која што е во рамки на управата за јавни приходи, работи на дел од простапките, процедурите кои што биле спроведувани претходно. Или работата на одредени сектори, на одредени регионални дирекции, за одредени предмети испитуваме како е постапувано, хронологијата на настаните, кои постапки се превземени, за одредена работа на одредена комисија и за тоа се прават анализи. Така да ќе имаме некоја фина слика, сега за сега имаме одредени податоци, па ќе видиме понатаму. Кога ќе излезете? Еве сигурно јавноста ќе сака да ги чуе тие податоци за тоа како работи УЈП. Кога очекувате да излезете со комплетирана слика во овој дел? Уште 2 месеци има до крајот на годината, обично тоа е крајевите на годините, се период кога се прави нели сублимат на она што е сработено. Се надеваме дека до тогаш ќе имаме свежа информација со која што ќе ја заинтересираме јавноста, меѓутоа ќе ги заинтересираме и вработените внатре, се со цел да ја направиме управата за јавни приходи да биде институција каква што доликува да биде. Значи, ова не е тенденциозно нешто да проверуваме дали некој вработен доцнел на работа или не работел како што треба, меѓутоа да видиме до каде сме. И секако оној кој што не работел добро, оној кој што направил злоупотреба на службената должност, да си сноси одговорност. Колку вас ви е олеснителна околност тоа што 10 години 11 претходно сте работеле во управата за јавни приходи, за да можете во ред да ги доведете овие ситуации? Како што рековте на почетокот, вие се залагате од управата да направите една модерна институција, дури конкурентна, ако не и прва во регионот, барем на Балканот. Да. И стојам уште позади тоа, ќе се трудам колку можам. Искрено можам да кажам дека се чувствувам на некој начин и бенефицирано што сум директор на институција од која што потекнувам. И повеќето од луѓето ги знам. Со дел имам соработувано, со дел и приватно се дружам и обично се знаеме сите кој како дише, кој е соодветен за која работа да ја работи, професионалниот аспект го знам на луѓето и затоа си дадов за право да направам и соодветен тим, да направам и одредени измени кадровски пред се во управата за јавни приходи. Немаше никаква тенденција, меѓутоа сакам пред се со луѓе кои што си ја знаат работата, кои што се стручни, кои што се професионалци, да бидат на соодветните места и да водат одредени столбови на управата, да речем утврдувањето и на платата, присилната наплата, обуката на вработените внатре, инспекцијскиот надзор и така натаму. Тоа е склоп на една младост и искуство и сметам дека и колегите се задоволни. Ви стигнали до ушите вести или како да кажам обвинувања дека сте ја партизирале институцијата? Стигнуваат секојдневно, да. Но не се плашите од тоа? Не, бидејќи не е така. Јас знам што правам, пред се и како сум и воспитана дома и како сум се градела на некој начин во институцијата и знам кога треба да го одвојам доброто од лошото. Госпогице Лукаревска, кога ќе се спомне ДДВ, собирање на данок и фирмите и граѓаните им се крева коса на главата, не е пријатно и тоа, меѓутоа од друга страна граѓаните сметаат или се создава една таква перцепција во јавноста дека не сите плаќаат данок, не сите издаваат фискални сметки, па се појавува нели таа ситуација на граѓани од прв, од втор ред, некои се повластени со тоа што нели го изигруваат законот. Еве, може ли да заклучиме или како се барем за во Скопје, во минатото, не знам сега дали е така, ве прашувам вас, имаше впечаток меѓу граѓаните дека кога станува збор за Пластичарска улица, за Сара и за Стара Чаршија, дека таму законот за фискализација не важи, не се издаваат фискални сметки, исто за некои градови од западниот дел на Македонија. Точно ли е тоа, нели е точно? Не е точно затоа што селекцијата на граѓаните не ја прави никој пат управата за јавни приходи, нити ќе ја прави. Граѓаните се еднакви пред законот и се еднакви пред своите даночни обврски. Сакам да напоменам, мал број на фирми, односно правни лица, се оние кои што не издаваат фискални сметки.
Намален е тој број. Не, јас кога реков, нели, за ваква некоја поделба или што споменав локации, не мислев да направиме селекција. Меѓутоа, тоа е опште генерален печаток во јавноста. Беше. И затоа може би убаво да кажете, за да ги снема тие, нели, небулози и дилеми меѓу граѓаните, заради тоа. Значи, се обврзавме дека ќе биде граѓанинот пред се. Владата на Република Македонија во незината програма. Се обврзавме дека сите ќе бидеме исти пред законот. И така ќе биде. Меѓутоа, временската рамка, јас сум неколку месеци сум начело на управата за јавни приходи. Апелирам до јавноста да ни даде простор трпелив, за да можеме да стигнеме секаде. Слушаме секакви работи, знаеме што се случува на теренот и постапуваме секаде. Не правиме селекција дали одиме на контрола во Битола, или ќе одиме на контрола во Гостивар, или ќе одиме на контрола во Скопје, во Чаир, одиме секаде. Еве сега споменавте, имаме информации дека сте биле и во Старата Чаршија и во Чаир, што најдовте таму? Па еве и во Битола и другиве места што ги споменавте. Значи буквално во секој град на Република Македонија, во секое населено место имаше објекти, бидејќи повеќе бевме насочени кон угостителските објекти. Акциите беа повеќе кон угостителските објекти. Имавме конкретни примери каде што не постоеше воопшто фискална каса, имаше ситуации каде што беа користени стари фискални каси кои што не можеме да ги видиме преку GPS уредот во нашиот систем. За каде говорите ова сега? Генерално низ цела Македонија, не само во Старата Чаршија. Имаше и во Старата Чаршија објекти кои што не издаваат фискални сметки. Бевме таму, секаде бевме. Искрено секаде бевме. Значи има навистина некои субјекти, правни субјекти кои што немаат и фискална. Како си ја дозволиле таа слобода? Што мислите, Лукаревска, да им избегаат на законот? Мислеле ли дека ќе бидат недофатливи затоа што ги знаеме, нели, тој систем и сите за обврска пред неколку години беше за тие фискални со GPRS? Од 2014 беше таа обврска, од октомври месец. Од октомври месец. За угостителите, бензинските помпи, а понатаму до јануари 2015 беше за сите останати. За сите останати. Да. Како дали ова се применува, да речеме, оваа законска обврска од правните субјекти? Делумно се применува. Меѓутоа, кај одредени субјекти тенденциозно не се применува. И тоа ни создава проблем голем, затоа што преку GPRS системот ние не може да видиме одреден даночен обврзник, одредено кафули или колонијал, колку остварува дневен промет. Дали редовно куца сметки на фискалната каса. Затоа што врз основа на тој промет кој што го остварува преку фискалната сметка, кој што го гледаме, се прават, нели, потоа и другите даночни биланси, ДДВ пријави и така натаму, и тој може да ги фингира сметките. Меѓутоа, сакам да кажам дека и граѓаните може да видат дали некаде каде што одат во кафејана, во кафул или одат во некој, да речем, колонијал, бутик, по бројот на сметката ќе видат дали обврзникот издава редовно или не издава редовно фискални сметки. Смешно е ако видите има ситуации и денес во одредени градски локали издаваат фискална сметка, ти ја носи сметката, ја гледаш број 3, а гледаш дека тој локал е еден од најелитните или најпознатите, или секојдневно кај него има промет на луѓе многу, и малце е тоа симптоматично. И сето тоа остава сомнеш, меѓутоа и простор кај управата за јавни приходи и кај инспекторите да излезат на терен и да констатираат состојба. Испаѓа дека куцале на секој 10 или не знам 20. Да. Госпогице Лукаревска, морам да ве прашам и ова. Се зборуваше, а ги слушнавме и во бомбите, дека претходната владеачка гарнитура управата за јавни приходи ја користело како институција за вршење рекет, за, нели, вршење притисок врз политички неистомислениците. Точно ли е тоа? Управата за јавни приходи, значи, се кажуваше долго време, јас и тоа нешто што го имам сега видено преку најразлични постапки и процедури, дека била еден вид на алатка за политичка репресија. Меѓутоа, во која форма се правило тоа? Може ли еве? Нарачани инспекцијски контроли, тенденциозни решенија, блокирање на сметки и така натаму. Меѓутоа имало и некои што биле повластени па биле блокирани, па ги одблокирале на 3 часа, па повторно па ги блокираат. И тоа е, мислам, дека една незаконска постапка, и има такви случаи, веќе не постојат такви случаи. Еве, што добиваат со тоа што ги блокирале па ги одблокирале за 3 часа? Што сакале со тоа да покажат? Па најчесто еден вид на можност на одредена фирма да
си ги остварува своите права спрема вработените. Значи да почита плата или така натаму. Само заради тоа е тоа. Да, најчесто. Меѓутоа да се навратам на претходното прашање, надлежноста основна пред се, меѓу основните, еве да не бидам толку брутална, меѓу основните надлежности на управата за јавни приходи е вршењето на инспекцијски надзор на правните лица, на физичките лица, дали ги почитуваат законските одредби кои што се устав за секој остварувач на ДДВ, добивка, персонален данок и така натаму. Значи, ние мора да видиме, не правиме ништо тенденциозно, мора да видиме дали некој прави даночно затајување, со тоа и даночната евазија да се зголемува, дали некој води двојно книговодство, дали некој има отворено фиктивна фирма, а во исто време бара поврат на ДДВ. Значи, сето тоа е во нашата законска надлежност. Меѓутоа, инспекторите никој пат не смеат да дозволат да бидат алатка за репресија. Јас и апелирам до сите инспектори дека треба достоинствено, стручно и професионално да си ја вршат својата работа. Истовремено, апелирам и до граѓаните да дозволат на инспекторите да си ја вршат својата работна задача. Нема никаква тенденција, јас гарантирам, слушам секакви муабети, неселективен пристап е основниот пристап на кој што се терани да работат вработените во управата за јавни приходи. Се наидува ли на отпор, реално? Се наидува. Затоа што имаше на почетокот моето доаѓање организирано на повеќе акции за инспекција и тие беа пробивани. Уште пред да бидат стигнат инспекторите, веќе оние целни групи кај што требаше да одиме во контрола, знаеа дека ќе дојдеме. Тоа значи дека има и кртови сега во институцијата. Има. А ќе поработите малку на тој план? Секако. Или да ги отстраните, или да ги дисциплинирате на некој начин? Имаме многу сознание, затоа што граѓаните постојано се јавуваат. Имаме и телефонска линија, 198, на кој што ги пријавуваат неправилностите. И јас апелирам што почесто да ги пријавуваат буквално сите неправилности, дали се за незаконско работење на некој даночен обврзник, или пак се за непрофесионално работење на некој вработен во управата за јавни приходи. Затоа што се слушаат секакви муабети, стигнуваат представки до мене, ги процесуирам до единицата за професионални стандарди кои што ја спроведува целата истрага и на крај ќе видиме до каде сме. До каде сме. Ајде сега, не знам дали слушнавте дека ве нарекуваат джелатот од опозиционата ВМРО ДПМН. Овде станува збор за она акција што имавте летово во кафулињата Трент, Палма, Сладкарницата во аеродром. Од ВМРО ДПМН обвинија дека тоа било ради шекерчињата, меѓутоа не по Прилепски, него оние шекерчиња што биле со, мислам дека ликот на градоначалникот тогаш или логото на партијата. Сега, дали заради тоа било или ради тоа што не работеле законски овие локали? Жалосно е ако веќе излегуваме на пресконференција и најавуваме дека ќе има засилени контроли, дека ќе има засилен мониторинг на тоа дали се издаваат или не се издаваат фискални сметки. Да одиме неколку пати во текот на денот, во 3-4 дена, да влеземе по 10 пати во еден ист локал и некој повторно да го изигрува законот и да не издава фискални сметки. А е на клучно место во централно градско подрачје или така натаму, во населено место и остварува убав приход во текот на целиот месец. Ова значи дека Трент и Палма не издавале фискални сметки. Да. Вие рековте сте биле и во, како да кажам, превентивни или ајде, како да кажам, едукативни нели посети? Бевме во првата акција на контрола, да речам, ја направивме со тенденција на сите угостителски објекти да им напоменеме, да им алармираме дека ќе има контроли и дека треба да го почитуваат законот и да ги издаваат фискалните сметки. Првично отидовме превентивно, а потоа согласно утврдената неправилност и постапувањето по законот, затоа изрековме и глоба и затварање на објектот и така натаму. Морам да признам дека во Министерството за правда се прави измена на законот за прекршоците и врз основа на тоа да се адаптираат и сите други материјални закони по кои што постапуваат институциите кои што се прекршочен орган пред се. И со тоа значи ќе има опомена како што и ветивме
претходно, значи тоа е дел од програмата на владата во делот на превенирање и на некој начин ублажување на казнената политика. Вие дека нели ќе одите нели со тоа прво превенирање, па дури и превенирање кога се утврди дека не се почитува законот. Точно, значи ќе одиме со опомена, дали тоа потоа ќе оди со едукативна некоја насока и така натаму, потоа ќе ги намалиме, рековме, и казните за 50%. Со тоа што ќе се направат и некои други критериуми во делот на одмерување на глобите. Сметате дека е превисока казнената политика во тој дел со глоби? Па, за одредени прекршоци, одредени казни се многу високи. За одредени прекршоци, некои казни се соодветни. Меѓутоа, сепак треба да се најде некој баланс, за да не ги оптеретуваме премногу даночните обврзници, да им биде терет да платат казната, од друга страна да не можат да поделат плата на вработените. Вие ги посетивте нели во летото и повеќе манифестации, Пиво фест, исто имаше во Струмица, Д фестивалот во Дојран, исто нели пред Суперкупот овде во Скопје. Што утврдивте? Колкави небулози, односно не небулози, него незаконски дејанија сакаат да направат овие угостители, како да кажам, па дури и хотелиери, ресторанери, за да заработат на брз начин големи суми пари? Па имаше одредено фингирање на цени, затоа што знаевме во периодот на Суперкупот доаѓа и многу странски државјани тука да го следат тој спектакл. Имаше и две менија направени. Едно мени за македонските граѓани, друго мени за оние странски државјани. Располагате ли, господи Лакаревски, извинете, задржете си ја мислата, располагате ли со конкретни информации, да речеме на Пиво фест во Прилеп, да речеме што фалеше, со кои најголеми небулози се соочивте? Во овие фингирања, да речеме. Да, на Пиво фестот во Прилеп бевме 3 дена и утврдивме неевидентиран промет. Исто така, некаде и воопшто не се издаваа фискални сметки, не постоеше фискална каса. Некаде утврдивме компјутерски сметки, значи од стари фискални каси. Така, тие беа прекршоците кои што се утврдени. Поведена е постапка за нив? Да, за сите е поведена постапка. И сега се оди нели до прекршочна постапка, ако е веќе пропуштена постапката на порамнување. А во Струмица и во Дојран располагате ли со информации, да речеме, на што се обиделе? Слично беше секаде. Значи, буквално истите проблеми, потврлања, да речем, што сакаа да ги направат обврзниците спрема законот, беа секаде на исто место констатирани. А во Скопје? И во Скопје беше истото. Значи, пак сакам да се навратам и на вие претходно што говоревте. Тоа што го зборувавте вие за джелат. Не можам да сватам, ако некој не издава фискална сметка, а другиот редовно издава фискална сметка и редовно ги подмирува своите даночни обврски, тогаш зошто едниот да биде заштетен, а другиот не. Точно, тоа е и нелојална конкуренција на пазарот, затоа и ве прашувам. Дистрибуција на лаги, која што беше презентирана, е комплетна невистина. Ништо од тоа не е точно. Нема прогледување низ прсти, нема селекција, меѓутоа, да, има голема разбирачка од наша страна. Значи и од мене и од сите вработени кои што го имаат констатирано прекршокот или кои што треба да изречат глоба, секој пат сакаме на еден мирен, достоинствен начин, меѓутоа пред се човечен начин да излеземе во пресрет на даночните обврзници. Госпогица Лукаревска, може ли да ни дадете вака една генерална оценка на ниво на Република Македонија? Колку не се почитува во проценти, не се почитува законот за фискализација, односно не се издаваат фискални сметки? Кај угостителите? Еве, во таа бранша да одиме. За таа целна група. За таа целна група, да. Сега за многу да одиме ќе се покажат. Немам конкретен податок. Не би ни можеле да имаме конкретен податок. Дали се почитува законот за регистрирање на готовински плаќања или не се почитува. Меѓутоа, ќе направиме максимален напор да спроведеме една кампања од страна на наши вработени, додат буквално во секој локал и не само кај угостителите, и кај стоматолозите, и кај собствениците на цвеќарите, и кај фризерските салони, и во големите предпријатија, и во колонијалите, и во бутиците и така натаму, една кампања дека законската обврска издавање на фискална сметка мора да се почитува. И нема да има буквално
милост за никого доколку не издава фискални сметки. Саме наведувате на прашање да ве прашам за ова широка лепеза споменавте, предпоставам дека таа лепеза и поголема е на дејности, Да. каде што не се издаваат фискални Да. сметки, едноставно се избегнува Тоа тоа. го кажуваат граѓаните секојдневно. Доставуваат представки. Некои представки се анонимни, некои се буквално со конкретно име и презиме, оставени контакт, телефон, да се јавиме за да ни достават дополнителни информации. Значи граѓаните се ажурни во тој дел. Да. И им благодариме многу, затоа што на некој начин и нас не ги отвараат очите. Имало ситуации сега пред известно време, имаше решение за забрана за вршење на дејност. Ја го пломбираме објектот во интерес на јавност. Значи не сакам да коментирам за кој профил на објект станува збор и кој профил на даночен обврзник. Внатре веќе слушаме повторно дека се работи. И сега ние што да правиме во ваква ситуација? За така бломбирано, со пломбирано се работи се отвара внатре. вратата, се работи внатре, се продолжува да се работи внатре. Госпогица Лукаревска, еве рековте вие джелат, тоа не е наш збор, наш квалификатив туку од ВМРО ДПМН, исто така од ВМРО ДПМН е обвинија дека со Лукаревска во УЈП начелната позиција влегол и реваншизмот. Точно ли е тоа? Не. Тоа не е воопшто точно. Тврдам и гарантирам дека не е воопшто. Алудираат нели на затворањето на овие кафулиња во населба? Реваншизам не значи дека ако некој не издава фискална сметка и го крши законот, дека тоа представува реваншизам. Не, тоа значи спроведување на закон. Тоа значи дека сите сме исти пред законот, а реваншизам нема. Зошто претходно не излегува на пресконференција пред другите години, кога исто така имаше многу контроли. Зошто тогаш не се каже, еве сега има друг джелат, претходно бил друг джелат и така натаму. Кога зборува за Треба да не реваншизам? остават граѓаните, јавноста да не остави да си ја работиме работата. Грубо звучи Управа за јавни приходи дека е репресивен орган. Меѓутоа тоа некој го наметна како такво. И сега ние се бориме да си го вратиме сјајот на институцијата. Јас не можам да гарантирам дека сите ја сакаат Управата за јавни приходи. Ние сме најголемиот собирач на даноци и најголемиот полнач на буџетот. И нормално дека ќе имаме негативна конотација, како и ќе не прифатат. Меѓутоа нема тенденција, нема селективен пристап. Секој пат сме во интерес на граѓаните и во интерес на даночните обврзници. И секој даночен обврзник, ако има било каков проблем, дали со мене, дали со управниците на регионалните дирекции, со раководители на сектори, доаѓаат, разговараат, бараме начин да ги решиме нивните проблеми. Меѓутоа, тие проблеми кои што постоеле 10 години, 5 години предходно, па сега се отвараат и бараат спас за да си ја вратат правдата. Еве, кога станува збор за реваншизам, тие за реваншизам ве обвинуваат и на она што претходно прашање го говоревме за тие промени што ги направивте. Рековте сте си направиле тим, нели, во кој што ќе можете и да верувате, предпоставувам, тим на работници кои што ги знаете, вие сте 10-11 години во УЈП. Еве, дали во тие смени и рокади има реваншизам? Немаше реваншизам, затоа што мене ми е малку поспецифична состојбата, затоа што јас потекнувам од Управа за јавни приходи. Така, да. И со дел од луѓето кои што се сменети сега. Затоа ве прашав колку е тоа предност, а колку е негативност. Јас буквално еден по еден ги викнав, нормално раководителите на челните позиции кои што беа тогаш, им кажав дека очекувам во нив да се насочат во друга сфера од даночната политика, од даночното спроведување, дека на нивно место ќе дојде друга личност, меѓутоа пак заеднички да работиме. Немаше никаква тенденција. Сепак моето дискреционо право е јас да си го направам тимот. Макар и да бил погрешен. Меѓутоа, моје дискреционо право е да го направам тимот свој. Немало буквално никаква тенденција. Тенденција ќе има за намалување на звања или преместување доколку имаме доказ и факт и одредена постапка потврди дека одреден вработен направил злоупотреба на службена должност. Или дека не работи доволно. Или дека има ситуации дека не доаѓа редовно на работа и така натаму. Односно, прави дисциплински престап. Еве има и прашање од гледачите кои што се емитува на лајв стримот на оваа емисија, кој ќе им ги врати парите на оние луѓе кои што неправедно им биле земени на име казна од претходното раководство на УЈП? Имате ли таков механизам или ќе треба преку судски инстанции да си го бара тоа? Доколку употреба на правна средства, кога ги имате искористено, очекуваме дека и судските органи ќе постапат како што треба да постапат, ќе донесат соодветна пресуда. Меѓутоа и во вакви случаи граѓаните во плико со сите списи доставуваат што им било направено, дека се неправедно одночени, да,
и сето тоа се процесуира до службите. Треба временски период за да откриеме, за да утврдиме каде е грешката. Некој пат можеби навистина е наша грешка, меѓутоа некој пат е грешка на обврзникот. Па наоѓаме некој заеднички јазик да се усогласиме. Меѓутоа транспарентно и веродостојно работиме. Значи да не губат надеж граѓаните, иако можеби процедурата ќе потрае време, сепак да ги ве анимираат со тоа што нели информации ќе достават до вас. Вашата служба или односно УЈП е надлежна и за оној дел на пријавување на имот на јавните функционери. Колку ја почитуваат оваа обврска? И дали има санкции некои? И селективност колку има, да речеме, на кои што има прогледувани функционери, нели, потоа разрешени се да достават анкетен лист и до Државната комисија за спречување на корупција и до Управата за јавни приходи. Некој пат добиваме дојава од граѓани, од здруженија на граѓани, дека одреден функционер има зголемување на имотот несразмерно на своите приходи. Па испитуваме и гледаме дека тоа е невистина или па е вистина. Меѓутоа, нема и тука да има селективен пристап, а претходно имало селективен пристап. Како се испитува тоа, госпогице Лукаревска? Како го испитувате тоа? Тоа е една посебна процедура, работи посебно оделение во Управата за јавни приходи во рамки на Генералниот даночен инспекторат. Со тоа што ја гледаме целата имотна состојба на одреден функционер. Доколку, например, ние отвориме постапка, а гледаме дека не сме во право, и доказите се на страната на испитуваното лице, веднаш се повлекуваме и носиме решение за запирање на постапката. Колку такви функционери има, дали располагате со бројка на кои несразмерно им бил, како да кажам, окрупнет имотот, а тоа не го пријавиле уредно во Управата за јавни приходи? Па, значи, дел од нив нема, да речам, кој знае колку голема бројка, меѓутоа ги испитуваме сите, независно од која политичка определба се. Меѓутоа, значи, дел од нив или имаат заборавено да достават одредена документација во прилог на анкетен лист, или пак да пријават дека имаат промена на анкетен лист, и тоа е веќе нивна грешка. Меѓутоа, има некои тенденциозно што го има тоа направено. И врз основа на тоа и црпиме и ние доказ. Од кои ешалони се тие високи функционери? Од повисоките ешалони или од средните ешалони? Од сите. Или има од сите? Од сите. Искрено од сите. Добро. Мора да се признае дека политиката на Управата за јавни приходи досега важеше за прилично ригидна. Дали планирате малку да ја релаксирате во тој дел, затоа што некако и претходно што ве прашав, ќе има ли ублажување на казнената политика и релаксирање? Како што ви напоменав, да, ќе има. Меѓутоа, значи во рамки законски тоа ќе биде издржано, претходно ќе направиме и дебата со сите засегнати страни, затоа што многу ни е битно мислењето и на Сдруженијето на угостителите, па и Сдруженијето, да речеме, и на градежните фирми, на повеќе целни групи. Сдруженијето на фризерски салони, така натаму. Значи, и врз основа на тие нивни критики кои што ќе не ги дадат, бидејќи најчесто се не подложуваат нас на критика затоа што казнуваме. И нормално е, природно е тој што казнува да биде најмногу критикуван. И врз основа на сето тоа кое што ќе го имаме како предлог, ќе го доставиме и ние во име на Управата за јавни приходи, еве, до Министерството за правда, и на крај ќе се усогласиме. Претпоставам и другите инспекцијски служби тука би требало да учествуваат во насока на правење на тој текст. Ке има ли намалување на ДДВ-то за медиумите на 5%? Имате ли такви информации? Тоа е во рамки на Министерството за финансии, таму има одредена работна група која што работи на овие даночни измени. Се планираат такви измени? Ќе видиме или не можете за сега да кажете. Има ли селективен пристап кон даночните обврзници? Не. Нема. А дали имало да има во претходно? Претходно, по тоа што јас го слушам, имало. Ама едно треба да се свати и да се знае од страна на јавноста како работи Управата за јавни приходи преку Генералниот даночен инспекторат. Одиме на инспекцијски контроли по пријава од 198 линијата. Значи, тоа ни е едно. Второ, се прават месечни планови, се прават квартални планови, се прават годишни планови за тоа каде и во кој смер ќе одиме да контролираме. Дали ќе контролираме добивка, ДДВ, персонален данок. Доколку има потреба, организираме акции, вечерни, дневни акции, како што беше ова претходново, социјални групи. Значи, тие се трите тенденциозно
да речеме да влеземе некаде, не. Меѓутоа, јавноста треба да знае дека одредени фирми 11 години не се контролирани воопшто, по ниеден основ. Нити по основ на данокот на додадена вредност, нити по основ на персоналниот данок, добивката и така натаму. Деловни односи со други фирми. Воопшто не се контролирани. Воопшто УЈП не е влезена во тие фирми. Располагате ли со бројка, да речеме, Јас правам анализа и фирми побарав од сите инспекторати да направат анализа колку фирми не се контролирани, колкав период. Еве, сериозен е бројот? Сериозен е бројот, да. Сериозен е бројот, да. А од која бранша се тие фирми? Од сите бранши има. Од сите бранши има, да. Добро, јас овде ќе најавам пауза за реклами, па се враќаме во студиото. Реклами. Почитувани, продолжуваме со Самовистина. Гостин во вечерашната емисија директорката на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска. Госпогице Лукаревска, пред да ви поставам уште неколку прашања, ја сакам да ве прашам за оној кодекс. Излезе во јавноста дека веднаш штом сте дошле на функцијата, сте го донесле кодексот за фино облекување и однесување во УЈП. Точно ли е тоа или таков кодекс постоеше? Затоа што имаше информации дека доаѓале на работа без долен веж, дека имало луѓе што ги ваделе чевлите па по теписон се шетале. Точно ли е тоа? Викаат, кратките сукњи и деколтеата биле секојдневие. Точно ли е тоа? Тоа беше еден бомбастичен наслов. Меѓутоа, таа на некој начин, да кажам, тој кодекс или наредба за едно пристојно однесување и изглед на вработените беше донесен уште и претходно. Тоа треба да се почитува и мора да се почитува. Управата за јавни приходи е сервис на граѓаните. Ние пред граѓаните, ако се однесуваме некоректно или ако сме неумесно облечени, во тој случај оставаме многу лош впечаток за целата институција. И едно добар ден, повелете, како можам да помогнам спрема граѓанинот, спрема странката, многу значи. Па макар и да не може да му го решиме проблемот. Меѓутоа, пристапот е многу битен. Тоа е клучен во решавањето на проблемот. Има ли нешто точно еве од ова што го набројав, дека имало луѓе што се шетале без чевли по теписон? Не. Тоа беше еден бомбастичен наслов, меѓутоа мислам дека позитивно одекна во јавноста. Дека сепак има некој што се грижи за дигнитетот и за имиџот на вработените и на институцијата. Да. Ајде да поразговараме малку, нели, не бевте прв човек на Управата за јавни приходи во март годинава, кога УЈП ја блокира сметката на МПМ. Отидоа 3 весници, нели, згасна, исто така неколку изданија на неделна и на месечна основа што ги издаваше оваа куќа. Сега сакам да ве прашам и околу таа релаксирање на таа казнена политика, ние делумно и го начнавме тоа за медиумите, бидејќи се соочуваат со потешкоти во ликвидноста. Се планира ли нешто околу тоа? Значи, Македонската радиотелевизија со укинувањето на радиодифузната такса сега нели ќе се финансира преку буџетот на Република Македонија. Со тоа што веќе нема да има приходи од емитување на комерцијални огласи, а врз основа на тоа приватните медиуми ќе можат да остваруваат значи ваков приход. Со тоа што се отвара пазарот. И една од основните начела во програмата на владата на Република Македонија беше, нели, за слобода на медиумите. Ние се бориме за слобода на медиумите и ќе се бориме и понатаму. И ќе се бориме за правото на секој новинар да си ја врши својата професија по сите оние стандарди кои што служат на вас. Добро, но МРТ немаше поголем буџет од 300.000 евра по основ на реклами. За МРТ зборувам. Добро, ама сепак тоа е одреден приход, кој што тој приход може да се усмери кон другите приватни медиуми, нели? И тука е еден вид олеснување за приватните медиуми. И нормално и го враќаме дигнитетот на Македонската радиотелевизија како национален сервис на граѓаните. Еве колку ви олесна како УЈП што радиодифузната такса веќе нема да ја наплаќате, се соочувавте со навистина човечки драми, на пензионери им беа блокирани пензиите, на социјални случаи исто им беше укинување на социјалната помош. Колку ова ви представува олеснителна околност во вашата работа? Па олеснителна околност многу представува, затоа што човечки ресурси многу потрошивме во делот на утврдувањето на радиодифузната такса, на платата и така натаму. Исто така и многу финансиски средства потрошивме во делот на испраќањето, доставата, па пликоата, па пакувањето и така натаму, а истовремено и многу гужви на шалтерите и големи нервози и проблеми кај граѓаните кога им ги блокиравме сметките. Сега во Управата за јавни приходи имаме еден вид на работна група
каде што утврдуваме колку граѓани на Република Македонија имаат преплатено радиодифузна такса. А има и такви случаи, така? Има, затоа што има некои си ја плаќа целата година, одеднаш. И сега ние треба во тој период од укинувањето па до периодот до кога има уплатено, да ги вратиме парите назад, да видиме колку се тие средства што треба да ги враќаме, колку такви граѓани има, колку па граѓани има што не платиле радиодифузна такса, колку фирми немаат платена радиодифузна такса и да видиме која ќе биде нашата привилегија ако ги собереме тие пари. Еве имаше во Струга до неодамна една вест што дојде дека стружанец наљутен поради блокирана сметка и ја искршил подружницата на УЈП. Располагате ли со таква информација? Не сум слушнала. Не сте слушнале. Добро. Тоа како вест го имаше и по порталиве, затоа реков да ве прашам. Единствено што сакам е да се навратам на ова што ме прашав ти за медиумите и за згаснувањето на НПМ. Да, и медиумите се даночни обврзници, нели? Така. И ние немаме соодветен третман посебен спрема медиумите или да имаме посебен третман, не знам, спрема кожарската индустрија или текстилната индустрија. Да, знаем, мислам како канал 5 знаеме. Да, најбитно е дека и медиумите треба да ги менаџираат своите даночни врски спрема управата за јавни приходи. Онаму, како што реков, каде што има проблем, пак ќе кажам, како и со многу други јавни претпријатија, со многу други фирми, седнуваме, разговараме, бараме решение. Меѓутоа се да биде во законски рамки. Госпогица Лукаровска, сигурно се соочувате, ве споменавме на одредени луѓе и категории граѓани им се блокирани сметките, сигурно сте се соочувале со и човечки драми. Како сите тие тегоби ги носите дома после тоа? Дали размислувате на тие луѓе кои што стварно дошле и немојкни, затропале на вратата на УЈП да не им го прави тоа што им го прави, да не им блокира сметки? Се правило ли селекција, да речеме, од каква социјална категорија се тие луѓе? Во канцеларијата моја доаѓаат луѓе од секакви профили. Секој е со своја различна животна приказна, секој е со свој различен проблем. Некој проблем кој што е, можеби да речеме, нерешлив и кај што нема веќе друга насока на постапување и тука не знаеме веќе што да правиме. Значи, искористени се сите правни средства, се што можела направила управата, меѓутоа нема излез. И разговараме еден нормален муабет, бараме други некои солуции што ќе може да се помогне. Еден човечен муабет со граѓанин кој што бил на некој начин, да кажем, измрцварен од некои политики на управата за јавни приходи, многу значи. Се случиле ли драми во вашата канцеларија од тој поглед? Имало. Во мојата канцеларија немало многу такви случувања. Меѓутоа имало можеби и карање, имало и некои недолични однесувања од страна на странките, меѓутоа сето тоа е разбирливо. Затоа што пак ќе кажам, УЈП собира даноци и удира кај најболното кај граѓанинот, во џебот. И затоа можеби и таква и генералната слика и перцепцијата за институцијата. Како се собираат даноците, со која динамика? Со добра динамика, одлична динамика. Можеби месец септември малку беше поспецифичен, затоа што е период на почеток на школска година, тогаш нели се прават и зимниците, па има и некои други обврски. Так. Малку беше потешко, меѓутоа динамиката е многу добра. И очекуваме дека до крајот на годината ќе останеме со овој ист тренд. Исто и повратот на ДДВ, се баш сакав да ве прашам. И повратот на ДДВ оди солидно. Меѓутоа може и обврзниците имаат приметено, сега при барање на поврат пуштаме претходно и надворешна контрола. И тоа ни го возможува законот. Така да и пак тука ќе напоменам, бидејќи мислам дека јавноста зборува многу за тоа, дека и тука нема никаква тенденција. Тука е една редовна рутинска контрола. Во јавноста влада е перцепцијата дека малите стопанственици, малите бизниси го полнат нели буџетот, дека поголемите бизниси и тајкуните не плаќаат данок. Сега дали е точно тоа или не? Не, значи погрешна перцепција. Секоја чест на оние обврзници, независно дали се мали, средни, големи, кои што редовно си ги менаџираат своите обврски спрема УЈП. И не создаваат дополнителни проблеми или правни некои лавиринти за да стигнеме до целта. Дојдовме до крајот на емисијата. Дали имаше нешто што требаше да ве прашам, а не ве прашав? Да оставиме за следна прилика. Да оставиме за следна прилика. Еве, ќе ве држиме за збор, повторно да ве поканиме. Ви благодарам многу. Фала и на вас. Поздрав. Почитувани, тука е крајот на денешното издание на Самовистина. Од мене довидување.